загадување сме први у светот. Скопје минатава година стана светски шампион во загадување. Значи, не сме само први у јадење гомна на Фейсбук и у загадување сме први. Скопје бе светски шампион у загадување. Не е тоа случајно. Знаете на јапонски што значи Скопје? Градот у кој што прдна Годзила. Овие се од општина град Скопје решиле да го пријават на конкурс за најзелен град у Европа. Ако мислат за град со најзелени граѓани у Европа, па имаме шанси за титула. Абе, у Скопје луѓе пуша за да си ги исплакнат градите од темпи честички и од смог. Абе, децава у Скопје не искашлуваат члаем, туку горгонзола сирење. Најпосетена игротека у градот е оваа клиникава, болницава за детски белодробни заболувања. Деца плева внатре, бизнис на годината, али овие од невладиниве што се борат против загадувањето решија да стаат точка на тоа и ги викнаа на многу важен состанок градоначалникот на Скопје, министерот за екологија, овој командант Вентили што ги затвори вентилите у Липково кога беше 2001 војната, и овој замеников министер Макрадули. И дојде дојде на состаноков Шилегов, цело време си играше Candy Crush на мобилниот, на кур не ги стави. Овој командант Вентилито уопште не дојде, а овој замеников министер, он заспа. И на овие им било непријатно да го будат, пошто знаете како е кога си у опозиција 12 години и чекаш функција, тоа е многу заморниш, ако ќе добиеш функција, редно е малце да одмориш. Али, како и да е, на крајот на состанок се донесоа 3 важни заклучоци за заштита и превенција на нашето здравје. Првиот заклучок, да се воведе подитно дишење пар-не пар. Денес дишеш, утре не дишиш, заутре пак дишиш. Втор заклучок, да се дише исклучиво кој има ветар, а ако не дува ветар, нема дишење. И третиот заклучок, кој што е најважен за превенција на нашето здравје, е да се иселите сите у Германија. Така е, луѓе, кога имаме политичари кои што се микс од мува и комарец. Јадат гомна, ти ја цицаат крвта. Арно, ама у Македонија, у Северна Македонија, не е најпознат инсект муват и комарецот, туку пајакот. И тоа не е оној обичниот пајак, туку оној што крева коли. А главниот јунак во приказнава е Газда Беќо од Дуј. Например, он е легенда. Голем дипломат, само што не вози со дипломатски таблици, он уствари уопште не вози со таблици. Многу е мераклија да паркира на сред раскрсница и да сиде да си пие чај. А нашите полицајци кон него се однесуваат како голман на пенал. А ако го видат Газда Беќо лево, они идат десно. Така и тој ден, Газда Беќо си го паркирал джипов на сред булевар, си отишол да пие чај. Дошла некоја полицајка со пајакот, видела непрописно паркирано возило, му рекла на пајакот, кревај го. Арна, ама тогаш се појавил Газда Беќо. И онака многу културно и пристапил на полицајката, многу љубезно и врзал 2 шамари, си седнал у джипот и си отишол. Никој со прст не мрднал. Газда Беќо така да удареше американска полицајка од американската демократска полиција. Прво, ќе го убија тука на место, па после ќе го приведа. Така се прави тоа тамо, демократски. Али нашава полиција е многу фина, љубезна. Она излегува со соопштенија за јавноста. Вчера, околу 12 часот, нашата службеничка СБ видела непрописно паркирано возило во сопственик на лицето ГБ. И му рекла на пајакот да почне да го крева возилото. Меѓутоа во тој момент се појавил собственикот на возилото ГБ, кој многу љубезно ја замолил полицајката да не му го крева возилото. При тоа лицето ГБ ждригнало зашто претходно јадело макало со лук. Полицајката, заплисната од здивот на лукот, инстинктивно се вратила неколку чекори назад и со лицето удрила 3-4 пати во пајак возилото. Ждрак, 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 ждрак. При што се добила со тешки лицеви повреди. МВР, СДС, ДПМНЕ, многу жали за несрекниот настан и му се извинуваме на лицето ГБ што му ја кревавме колата, со ветување дека никогаш повеќе нема да му ја креваме. Во исто време го информираме дека против пајак возилото ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Многу откачено е. Исто кова со истополовиве бракови со посвојување во деца и со бришењето на именките мама и тато и нивна замена со родител А и родител Б. Не ви е тоа откачено, а малца, нели е фенси, европски малца, онака, многу е јако. Вие го сваќате тоа? Мислам, пазете, не ме сваќате погрешно. Мислам, ја не сум ни хомофоб, не сум ни верник, мислам. Мислам у принцип, ајде да кажеме, не имам обичај да се дефинира, али да кажеме дека сум атеист некој. Ама луѓе,
Традиционалниот брак меѓу маж и жена подразбира баланс. Знаете на каков баланс мислам? Например, едниот од партнерите секогаш стои што го моча капакот на шолјата затоа што моча стоечки. Меѓутоа затоа има друг брачен другар на кој што тоа мочење на капакот на шолјата му смета затоа што овој моча седечки. И цело време се обидува да го воспита својот брачен другар што моча стоечки да му каже дека тоа така не треба. Тоа е тој баланс природен. Сега, ако се двајца истополови машки партнери у браков, нема кој на кого да делува воспитно образовно да не го моча капакот на шолјава. Уште ако имаат посвоено машко дете, па кој ќе му каже на тоа дете дека не е хигиенски да моча капакот на шолјата? Абе тие деца ќе бидат постојано дезориентирани, нема да знаат кој правец да го фатат. Еве, дури под услов и да остане она именките мама и тато. Замислете се ова дете оди кај едниот од двајцава машки родители и му вика: "Тато, тебе голем ти е?" "Да бе сине, али нека она мама." Или замислете сега детево слуша дома караница меѓу машкиве родители. "Злате ме, па пак си ми ги земал розевките танга, па тие се мои, твоите се овие виолетови со мечиња, па немој да си таков. Сакам одма да ми ги вратиш, одма. Или замислете, детево иде во школа, од истополови машки партнери иде во школа и нормално ќе чујат некој другарче дека мајка му го родила, го извадиле од стомакот на мајка му и сега детево нормално кod дете љубопитно ќе дое дома, ќе застане пред двајца машки родители, ќе ме рече: "Добро бе луѓе, кој од вас двајца ме роди?" Шо ќе му кажат? Шо ќе му кажат бе? Тетка ти те роди? Абе деца уште пред да влезат у пубертет бардовци ќе фатат бе. Абе цел светот иде у курац, начело со нас. Виенски бал во можеби најгрдиот главен град во Европа, Виенски бал во Скопје. Тоа е исто кога да туриш тартуфи у Компирманџа. 1200 евра резервација на маса. Уште 2000 евра за нова гардероба, многу е глупо да те видат устарата од минатиот бал. Тоа после балот фрчат слики на Инстаграм и Фейсбук. Благородништвото од Делјадровци и Конопиште сака да се покаже. Лордови и грофици у полн сјај. Лордови и грофици у полн сјај. Иако малку подзаборавиле на првиот сек што го имале у шталата на дедо им, додека на метар од нив испарувала свежата лепешка на кравата руменка. После балот, на враќање дома пак ќе се измочаат у лифтот. Абе многу е тешко да додржиш овие сортни вина, нели, и шампањ француски. Шприцер со сортно француско вино од 1947 многу е дуе бешиката. Сабајлето мамурни пак ќе го остават ѓубрето пред врата да ферментира 2 недели. Или со него ќе огаѓаат контейнерот од тераса. Абе некои работи не се учат преку ноќ. Например, да научиш да играш валцер на Штраус. Оној кореографот што им доаѓа 2 недели пред балот да ги учи за 200 евра од саат да играат. Па не е семоќен. Ги гледаш на балот, пак се подгазуваат и се смеат као шлакнати. Значи не постои таков бал што може да ја покрие нашата малограѓанштина и простотилак. Виенски бал, направен по концептот "Где си била кад сам био Нико", не е ниту бал, ниту е виенски, селски е, ги прави уште поголеми селјаци. Затоа, џабе го сменив името у Северна, кога станавме малограѓани у душа, а проблемите ни останаа исти. За овде да се решат сите проблеми и да дое живот у Македонија, не треба да влезат у коалиција СДСМ и ДУИ или ДПМН и ДУИ со БЕС или не знам како. Овде за да дојде живот, треба у коалиција да влезат Дедо Мраз, Златната рибка и духот на Аладиновата ламба. Само таа коалиција ни е спасот. Покажавме ние дека не сме способни да имаме стабилна и правна држава. Џабе Адам и Ева беа македонци. Не се смејте. Вистина беа македонци, има и докази за тоа. Знаете по што се гледа? И они беа голи и боси као нас и замислуваа дека се у рајот. И не се само они македонци, од познативе светски личности, а има и други. Ова црнкињава водителка во Опра. Не се смејте, исто е македонка. Абе не се смејте, чистокрвна прилепчанка.
Знаете како го има добиено името? Ко била млада. Ко се шетала по чаршијата во Прилеп. Секој што ќе ја видел викал: "Море, види го какво е ова црново да му го опрам." Да им го опрам ја и новие председателскиве кандидати што беа. Двајца професори се тепаа кој да биде председател на Северна Македонија. Да пресечеш вени од досада, ко фатија да се тепаат со цитати на Хобсбаум, Черчил, Де Гол. Порано беше задоволство да се гледаат во разни кампањи Љупчо и Бранкове. Тоа беше романтично време. Кој ќе му речеш едниот на другиот, бране, мавни една црта, бапни виски, дој ќе правиме муабет. Љупчо, не јади гомна.